По нарачка на администрацијата на американскиот претседател во заменување Барак Обама, јавниот обвинител покрена кривична истрага против израелскиот премиер Бенјамин Натањаху, кој деновиве испратени за критики кон американскиот државен секретар Џон Кери. Според информациите, полицијата во Израел истражува наводи за корупција и измама во кој бил вмешан Нетањаху. Обвинувањата кон премиерот се поврзани со наводни донации, а израелскиот премиер исто така е обвинет и за наводни малверзации во набавка на подморници од Германија. Она што покрена реакција во јавноста е тоа што истрагата се случува непосредно по излагањето на Нетањаху во кое тој го критикуваше говорот на американскиот државен секретар Џон Кери, кој го оцени како пристрасен и против Израел, обвинувајќи го дека е опседнат со прашањето на израелските населби, чие што градење во петокот го осуди резолуцијата на Советот за безбедност при Обединетите нации, а зашто израелските власти ја обвинуваат администрацијата на американскиот претседател во заменување Барак Обама, која првпат по многу децении се воздржа од ставање вето за резолуција против Израел. Доналд Трамп жестоко ја нападна администрацијата на Барак Обама и со тоа се вклучи во актуелната кавга меѓу САД и Израел поради одлуката на Соединетите американски држави да останат воздржани при гласањето во Советот за безбедност на Обединетите нации за резолуцијата што ги осудува израелските населби на окупираните палестински територии. И покрај постојаните предупредувања до Трамп од страна на критичарите да ги користи традиционалните канали за дипломатска комуникација во меѓународните односи, новоизбраниот претседател се обрати преку социјалната мрежа Твитер. Тој ја нападна администрацијата на Обама поради, како што рече, запаливите изјави и пречки што намерно му ги поставува пред да стане и официјално претседател на САД. Правам се за да не ги забележувам сите жестоки изјави на претседателот Обама. Мислев дека ова ќе биде лесна транзиција, но очигледно не е така. Не смееме да дозволиме Израел да биде третиран без почит. Претходно САД им беше пријател, но... По пораките што ги упати на Твитер, Трамп сепак изјави дека остварил телефонски разговор со Барак Обама и дискутирале на повеќе теми. Ми се јави, имавме многу добар општ разговор. Тој беше на Хавај и повикот беше навистина добар. Покривме доста прашања. Нашите тимови добро се согласуваат, а и јас добро се согласувам со нив, освен за неколку забелешки на кои реагирав. Сепак со пораките на Твитер, Трамп најави пријателски однос меѓу САД и Израел, со тоа што му порача на Израел да остане силен до неговото влегување во Белата куќа, на што израелскиот премиер Бенјамин Натањаху му се заблагодари на Трамп за топлото пријателство и јасната поддршка.